После Илинденското восстание, масовно бега, масовно имигрира во Бугарија и речиси во секој населено место формира свое дружини, свое братство, кој што од 1911 година, тогаш за прв пат е формиран овој Истрачен комитет на македонските братства и се разбира обновен по Првата светска војна, каде што се обединија во еден потребен орган наречен Истрачен комитет на македонските доброволни братства во Бугарија, а од 1923 година наречен како Македонски национален комитет, во кој што стенува најстакнатите македонски интелектуалци. Тоа беа сите професори, понатаму академици, кои што на некој начин ја представува организацијата во странство. На крај ви кажам дека Македонската револуционна организација кај нас се разбира препознатлива како ВМРО, во својот развоен пат, таа секогаш влеваше надеж кај македонскиот народ, кај широките народни маси, дека единствено со помош на организација ќе се дојде до ослободување на Македонија. И како што е познато по Втората светска војна од 1945 година, старите дејци на организацијата, односно симпатизерите на оваа организација, беа првите кои што настапија или стапија против влегувањето на тогаш Македонија во рамките на Југославија и тогаш за прв пат беа формирани поголем број легални, односно илегални македонски тајни организации